Колеги, почитувана македонска јавност, имаме доставено предлог за финансиска инспекција во јавниот сектор, предлог на закон, кој што морам да потенцирам досега од тоа што го знаеме, има многу мало значење, односно реализација, а е една клучна алатка и морам да потенцирам дека на дополнувањето, односно на ова законско решение и неговата имплементација е многу суштинска и значајна и е добро истиот закон да се донесе, а дополнително согласно одредени проблеми при имплементација и дополнително да се дополни. Зошто? Бидејќи самиот наслов на ова законско решение кажува, односно во членот 2, која е целта на овој закон. Цитирам: целта на овој закон е да се заштитат јавните финансиски интереси во финансиското управување со средствата на државниот буџет, буџетите на единиците на локалната самоуправа и средствата од други јавни извори, како и средствата на ЕУ фондовите, со утврдување на законитоста и нивното ефикасно и одговорно користење во согласност со посебните прописи кои пропишуваат надлежноста за спроведување на финансиската инспекција. Еден дел од инспекторатите, конкретно инспекцијата во јавниот сектор, односно финансиската инспекција во јавниот сектор, е клучна алатка за она што досега го зборувавме и ќе го зборуваме во наредниот период, за имплементација на донесениот буџет. Што значи тоа? Секој еден орган кој што троши државни пари и користи јавни средства подлежи на инспекција од ваков тип, односно на финансова инспекција за во јавниот сектор. Меѓутоа, на почетокот потенцирав дека недоволно е дадено значење, бидејќи од сознанијата кои што ги имаме, станува збор за многу мал број на луѓе кои што се ангажирани во секторот во Министерството за финансии, во секторот за финансиска контрола во јавниот сектор, а ова е директно и непосредно контролирање на јавните финансии на секој орган и на секој оној кој што раководи и начинот на кој што ги троши јавните пари, односно јавните средства и приходите кои што ги приберат во буџетот. Тоа значи, тоа е една клучна алатка, надополнувајќи се после тоа, секако, со јавно обвинителство, со судовите, со Министерство за внатрешни работи, со финансиска полиција, со Државен завод за ревизија, со Државната комисија за спречување на корупција, мноштво на институции кои што контролираат како се трошат јавните средства, односно парите на граѓаните, за да резултатот ни е онаков каков што ни е, односно по степенот на корупција сме во врвот и никако со мноштво на институции да воспоставиме ред на користење на јавните финансии. Овој закон, доколку профункционира согласно интенцијата која што е доставена и намерата на законодавецот по неговото донесување, треба суштински да се реформира оваа инспекција во насока на подобрување на капацитетите за работа и човечките ресурси во однос на предметите и институциите кои што треба да ги контролираат. Пошто внимавајте, оваа инспекција е надлежна секој еден денар од оние предвидени буџетски средства од 5,3 милиарди евра во 2023 година што ќе бидат, има право да ги контролира. Затоа повикувам до министерот и заменик министерот и целата извршна власт да ја зацврстат улогата на овој инспекторат, односно на оваа инспекција, иако е во склопот на Министерството за финансии, не е како посебна институција, односно не е посебно правно лице и како посебен инспекторат, но клучната улога ја имаат во однос на контролирање на трошењето на средствата. За поздравување делот со дигитализацијата, со оние услови кои што им се овозможуваат, но потенцирав, треба дополнително да се зацврци самата улога на оваа инспекција и да го добие своето значење. Покрај сето ова, во членот 21 конкретно е предвидено на кој начин се поведуваат постапките, односно кој се може да достави пријава. Добро е што се опфатени мноштво на субјекти кои што можат да достават иницијатива за поведување на ваква постапка, бидејќи најдиректна контрола и
пријава се оние кои што се директно инволвирани и ја знаат состојбата таму. Односно, во однос на финансиската инспекција, освен по поднесена пријава од физички лица, раководни лица или вработени во субјекти на финансиската инспекција и правни лица со подкрепени докази или со наводи за постојање на основано сомнение за сторена неправилност, недостаток или сомневање за кривично дело во финансиското управување, финансовата инспекција може да спроведе и по службена должност во случај на допрен глас или по добиени сознанија при вршење на финансиска инспекција. Финансиската инспекција се врши во случај на поднесена анонимна пријава, секако треба да се преиспита секоја пријава, ако е подкрепена со докази. Сето ово го потенцирам бидејќи станува збор за мноштво на институции, многу постапки, а бројот на луѓе треба дефинитивно да биде зголемен за да може да одговори на ваквите предизвици. Секако и покрај тоа наредните глави се однесуваат на правата и уврските на самите вработени, но во глава 9 се пропишани мерките на финансиската инспекција, односно мерките за отстранување, за утврдување на неправилности и недостатоци, за прекинување и утврдување на неправилности и мерки за враќање на средствата во буџетот, што е многу битно. Зошто? Бидејќи целта на овој надзор, на оваа инспекција е да се утврди одредена неправилност доколку постои. Но, ако застане состојбата овде и не се повратат средствата, што за жал во Република Македонија многу тешко оди, бидејќи се наоѓаат илјадници други мислења, начелни правни мислења, секакви мислења, за да се заобиколат и да се вратат буџетските средства во буџетот на Република Македонија, со што се избегнува воспоставување на правда и реално и соодветно алоцирање на овие средства во дополнителни инвестиции за кои што граѓаните ги бараат. Односно, конкретно во глава 9, мерките на финансиската инспекција, истите после постапувањето донесуваат решение на кои што се доставуваат до корисниците на средствата на буџетот, односно до фондовите, општините, градот Скопје, агенциите и другите институции основани со закон, јавните предпријатија, јавните установи и другите правни лица кои што се всушност корисниците, за да имаат право да се произнесат по сето ова. Односно, од овде упатувам дека всушност станува збор за поведување на една постапка која што ќе се води. Што значи тоа? Не значи тоа дека што ќе биде констатирано, можеби има дополнителни докази кои што самите институции ќе го докажат спротивното, имаат право на тоа, тоа е во ред што е така регулирано и на крајот од денот истите правната заштита можат да ја барат во институциите, односно во судските инстанци, односно е предвидено дека против решението од ставот 1 и ставот 2 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението. Ова е тоа што го зборав во почетокот. Почнуваме со инспекцијските служби, најпрво со пријавата, со инспекцијските служби, надлежните други органи, повторно завршуваме во судството. Доколку немаме краен епилог од надлежните судови, во конкретниот случај управниот суд, цела постапка е залудна и средствата ниту ќе бидат заштитени, ниту ќе бидат вратени во буџетот, каде што им е местото, и затоа кажувам, мноштво на институции кои што го регулираат сето ова и на крајот повторно немаме правда, немаме воспоставување на владење на правото, имаме злоупотреба на буџетските средства. Сите овие институции да си ја вршат работата во својата надлежност, ќе немаме злоупотреба на буџетски средства. Потенцирам, ова инспекција има надлежност секој еден денар од оние предвидени 5 милиарди и 300 милиони евра за 2023 година да ги контролира и за истите да постапи соодветно согласно насоките, односно согласно утврдената фактичка состојба. Имам една забелешка единствено во однос на соработката на финансиската инспекција со надлежните органи, каде што во прекршочните одредби се одредуваат одредени прекршочни санкции за оние кои што не сакаат да постапуваат. Не навремено доставувале, не овозможувале увид во документите и не сакале да достават документи кои што им ги бара надлежната инспекција. Тоа е под превезот, според мене, потенцијален криминал и зад скривање на оние чинители зад прекршочните санкции за да не достават потребни документи кои што ви се потребни на самата инспекција да ја утврди фактичката состојба. Уште еднаш го поздравуваме ваквото законско решение и